civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Јас ќе се обидам да направам една некаква хронологија на меѓународниот одговор на руската агресија врз Украина. Значи, уште во јануари, за време на кога се распоредува руските трупи долж границата на Украина пред инвазијата, значи, мнозинството од европската јавност беше за тоа дека Европа мора да најде одговор на оваа закана за заедничката безбедност. Веќе во првите денови на руската агресија во Украина, која Руската Федерација нели ја нарекува специјална операција, светските политички сили дадоа своји одговори во форма на јавна осуда, економски и други санкции кон Русија, затворање на воздушниот простор за руски авиони, подршка за Украина и украинскиот народ, хуманитарна помош, воена помош во форма на испраќање оружје и друго, но со останување, но позиционирање вон, односно долж границите на Украина со воена сила. Европскиот совет и Европската комисија заеднички ја осудија руската инвазија во Украина утрото по влегувањето на руските трупи во Украина. Веднаш потоа, Советот на Европа соопшти дека ги суспендира сите представници на Русија од учеството во паневропското правно тело поради инвазијата на Москва нели во Украина. Постојаните представници на нејзините 47 земји членки се согласија да ја суспендираат Руската Федерација од нејзините права на представување во Советот на Европа, повикувајќи се на членот 8 од статутот. Владата на Република Северна Македонија исто така се приклучи кон новиот пакет рестриктивни мерки на ЕУ во поглед на ситуацијата во Украина со препорака за придржување на Северна Македонија кон сите одлуки на ЕУ во овој вид на рестриктивни мерки. Потоа Европскиот парламент усвои резолуција со која ги повика сите европски институции да го одобрат кандидатскиот статут за Украина, за кој нели Украина побара да биде забрзан тој процес, меѓутоа тоа веќе јас ги кажувам се аспектите како меѓународната заедница одговори. Значи за оваа резолуција гласа 637 пратеници, 13 беа против, а 26 воздржани. Генералното собрание на Обединетите нации усвои резолуција со која се изразува најдлабоко жалење за руската агресија врз Украина и побара Русија веднаш да престане да се заканува и да користи сила, да не користи односно сила против Украина и итно, целосно и безусловно да ги повлече сите своји воени сили од меѓународно признатата територија на Украина. Оваа резолуција беше усвоена со 141 глас за, 5 против и 35 воздржани. Американското министерство за правда задолжи десетина државни обвинители да ги гонат корумпираните руски олигарси и сите оние кои ги прекршуваат санкциите воведени од Вашингтон кон Москва по инвазијата во Украина. Познат беше и, мислам, меѓу сите говори на Бајден, познат беше оној првиот, веќе на почетокот на војната, кога изјави дека војната на Путин била однапред испланирана и неиспровоцирана. Тој ги отфрли, се мисли на Путин, тековните дипломатски напори. Тој мислел дека Западот и НАТО нема да одговорат и мислел дека може да не подели. Путин сгреши, ние останавме обединети. Не знам дали се слушам. Точно така. Добро. Потоа има меѓу на оваа изјава на претседателот Бајден, да. Да, потоа меѓународниот кривичен суд најави дека ќе отвори истрага за ситуацијата во Украина, највисокото воено. Веќе е отворена. Да, па одам веќе натаму, да, најави и веќе е отворена. Ова ќе биде дури кажа дека ова ќе биде нирнбергскиот процес за 21-виот век. Истражителите на меѓународниот кривичен суд веќе почна да ги истражуваат можните воени злосторства во Украина, а вчера американскиот државен секретар Ентони Блинкен и официјално ја изнесе позицијата на САД дека руските сили во Украина извршуваат воени злосторства и дека е потребно формирање на суд што ќе ја утврди одговорноста и ќе ги процесуира овие злосторства. Ова е најновото од вчера. Инаку 4 дена поинтересно е што 4 дена по почетокот на руската инвазија во Украина, Швајцарија по 207 години се откажа од неутралноста и се придружи на санкциите кон Русија.
Значи, знаеме што се случува во Швајцарија. Таму податоци од Швајцарската централна банка покажуваат дека руските компании и граѓани во Швајцарија во швајцарските банки имаат имот од 11 милиарди долари. Ова е официјалните податоци, друго не знаеме. Освен тоа, Швајцарија е дом на неколку компании кои тргуваат со руска нафта и други стоки. Значи, како дел од зајакнувањето на санкциите на Европската унија против Русија по инвазијата, 7 руски банки беа исклучени од меѓународната мрежа за размена на пораки, односно SWIFT. Потоа Турција, која не ја признава привремената окупација на Крим од страна на Русија, целосно го поддржува суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина. Тие дури воведоа како дел од одговорот и санкциите кон руската агресија, тие го затворија преминот на руските воени бродови низ Црното море, низ преминот Дарданели. Европските држави, меѓу кои и Северна Македонија, Чешка, Полска, Бугарија и други држави забранија прелети на руски авиони врз воздушниот простор. Еден од одговорите на демократските држави кон руската агресија е исклучувањето на руските медиуми од емитување како и руските новински агенции. CNN, Bloomberg ја прекина работата во Русија, Reuters исто така ова е најново од вчера, Reuters ги отстрани вестите на руски ТАСС од своја емисија. ТВ станицата Russia Today е исклучена од европски земји, како и во Северна Македонија. Големи корпорации на социјалните мрежи, како што се Twitter, Facebook, TikTok, YouTube и други, одговорија на руската агресија со исклучување на своите канали од Русија. Facebook им забрани на руските државни медиуми реклами и монетизација на платформата. YouTube ги блокира руските пропагандни канали низ Европа. Twitter нема да пренесува содржини на руските државни медиуми на просторот на ЕУ. Значи, на руската агресија со осуда одговорија и десетици руски, не само меѓународните, туку само освен протестирањата, големите протести што се одржаа низ Русија од самите руски граѓани, десетици руски хуманитарни организации кои испратија отворено писмо до Путин со барање да ја прекине војната. Повеќе од 100 добитници на Нобеловата награда подпишаа повик за мир во Украина и повикаа Русија да ја повлече војската. Универзитетски професори, научници, уметници, интелектуалци од Северна Македонија исто така ја осудија инвазијата во Русија и повикаа на мир. Во последнава недела и блиски луѓе до Путин, како што е на пример блискиот соработник Чобајс, јасно ја искажа својата осуда за војната во Украина. Мислам дека и дури се отиде од Русија. Во знак на солидарност со Украина, Комисијата на ЕУ ја суспендира сета соработка со руските организации во областа на истражувањето, науката, иновациите и нема да склучува нови договори во рамки на програмата Хоризонт Европа. Најново е што интересна е Кина со двосмислената во наводници поддршка за територијалниот интегритет, меѓутоа во санкциите не се придржува. Сега имаме најново дека и Јапонија ќе разгледа воведување дополнителни санкции кон Русија, а се знае дека Европа, односно Германија, е зависна од рускиот газ, па тие санкции не можат до крај да се остварат, бидејќи се зависни се додека не се направи другиот тек на газ. И нели Путин сега им се закани дека ќе мора да плаќаат во рубли доколку сакаат да продолжат да го користат нивниот газ. Ова се еден дел од голем дел од одговорите на меѓународната заедница. Иако меѓународната заедница не политичкиот дел, туку во поголем дел организациите, како што е и Цивил, како што кажа и Џабир и Дехран, и ние бевме меѓу првите, ако не и првите, кои што ја осудивме инвазијата, руската агресија врз Украина.
сакав да кажам дека и другите организации кои што не се политички поврзани бараат малку по подсврст одговор во смисла на нели друга помош, воена и останата, но тоа е веќе дел и предмет на други анализи. Јас во интерес на времето би прекинала тука, па имаме и друга колешка и други колеги што ќе се осврнат на други теми во врска со украинската криза. Војната во Украина. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.